Благодарам. Почитуван колега Бочварски, во вашето излагање баравте дебата со факти и дека не е добро да се збори паушално. Овој ребаланс, сега што го давате, е класичен предизборен популизам. Она за кое не обвинувавте во целиот период предходно. Популизам каде се таргетирани и селектирани одредени целни групи за предизборието сега за локалните избори што доаѓа. Зборувавте за задолжување. Па вака, може би и ние се задолжувавме. Меѓутоа, доаѓам од една општина каде СДСМ на власт е 27 години. Таму не се задолжува, меѓутоа има проблеми со МЕА програма. А што беше МЕА програма? МЕА програма е швајцарски кредит од 10 милиони евра за пречислителна станица, кој додека почна да го враќа, стаса до 17 милиони, потоа општината беше блокирана, сметката на општината беше блокирана и ВБР беше криво за тоа. Почитуван колега Бочварски, какво е вашето владение, како СДСМ, ние од Куманово најдобро знаеме. Ја еве би се спуштил со еден народен јазик, да направам една паралела за градот од кај што вие доваѓате и градот кај што сум јас. Штип, универзитет, вработувања, тирзона, вработувања, намалување на невработеност преку други мали и средни предпријатија кои тирзоните ги обслужуваат, клинички центар, вработувања. Мене во Куманово да некоја власт на градот ги дадеше сите овие работи, верувајте, како човек никој пат не би излегол на бина да кажам збор. Поло од ова да ни дадеа. Во Куманово 27 години владење на СДСМ, нема универзитет, нема тирзона, нема клиничка болница. Да ве подсетам, Куманово е град од 120.000 жители. Да не кажам 3 Штипа. Нема. Благодарение на таа власт од СДСМ, мое Куманово, младите се иселија од доброто владење на СДСМ. Не е тоа од политиките на ВМРО, него од доброто владење на СДСМ. Затоа, колега Бочварски, ако сте спремен поло од тоа што оваа мината власт го дала на Штип, да го дадете на Куманово, ја ќе ви ветам дека во наредниот период никој пат за вашето владење нема да критикувам. Благодарам. Благодарам и вам.